Човекот е истовремено суштество и создавач на својата околина која му дава физичка подлога и можност за интелектуален, морален, општествен и духовен развиток. Во долгата и научна еволуција на човечкиот род на оваа планета е постигната една фаза во која човекот, благодарение на забрзаниот развиток на науката и технологијата, се здоби со сила да ја преобрази својата околина на безброј начини и во обем без преседан. И двата аспекта на човековата околина, природниот и оној што го создал човекот, се битни за неговата благосостојба и уживањето на основните права на човекот и дури правото за самиот живот. Тоа е првото начело на декларацијата на Стокхолмската конференција за зачувувањето на природната човекова околина, за понатаму да продолжи со начелото дека човекот мора без прекин да ги собира искуствата и да открива, пронаоѓа, создава и напредува. Во наше време, способноста на човекот да ја преобразува својата околина, ако мудро се користи, може да им донесе на сите народи корист од развојот, како и да овозможи подобар живот. Погрешно или невнимателно применета, оваа иста сила може да им нанесе немерливи штети на луѓето и неговата околина. Гледаме се повеќе докази за штетите кои човекот ги направил во многу области на земјата. Опасно ниво на загадување на водите, воздухот, земјата и живите суштества. Големи и несакани нарушувања во еколошката рамнотежа на биосферата, уништувајќи и исцрпувајќи незаменливи ресурси како и големи недостатоци, штетни за физичкото, менталното и социјалното здравје на човекот во околината која човекот ја создал, особено во околината на животот и работењето. Социјалистичкиот општествен систем подразбира таков развој на производствените сили и национална економија, која со најрационално користење на природните богатства ќе доведе до општа благосостојба на луѓето и подобрување на живеењето. Социјалистичкото стопанство својот напредок го базира врз сестраниот плански развиток на стопанските гранки и разумното трошење на природните ресурси, зашто својот интерес не го гледаат само во зголемувањето на профитот, туку и во благосостојбата на целото општество и неговото постојано развивање. Во сообразност со тие општи ставови и со уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, утврдено е нашиот човек да има право на здрава животна околина и општествената заедница има обврска да обезбеди услови за остварување на таквите права. Загадувањето на водата представува еден од најактуелните проблеми врзани за животот и опстанокот на човекот. Привидно земјата има доволно вода, околу 1,5 милиарда кубни километри. Вкупно. Земјата нема да остане без вода. Човекот ќе остане без неа. Зашто количините од околу 30.000 кубни километри вода за пиење, колку што не преостанува на располагање од година на година поради контаминација, се смалува. Водите главно ги загадуваат отпадните води на големите градови и индустријата, пиварници, шекерани, млекарници, кланици, железарници, фабрики за кожи, текстил, металска индустрија и така натаму, но исто така и другите стопански гранки. Живиот свет во нашите површински води постепено умира, така да се рече пред нашите очи, во присуство на целата наша заедница. Во последната деценија, количествата на контаминирани води кај нас се покачена и до 62%, а може да се случи доколку и натаму вака безобзирно се однесуваме, до крајот на овој век во сите наши реки со исклучок на највисоките планински предели да се уништи целиот растителен и животински свет. Од донесувањето на законот со кој се забранува загадување на водите, нашите реки и езера станаа 3 пати позагадени.
Во последните 100 години потрошувачката на вода во големите градови е зголемена за повеќе од 100 пати. За комунални, индустријски, иригациони, лични и други потреби во Соединетите Американски држави на еден жител се троши од 1550 до 2000 кубни метри вода. Во Советскиот сојуз околу 1300, во Франција, Германија и Шведска 600 до 700, во неразвиените региони 20 до 30, а во Југославија 220 до 310 кубни метри вода по жител во текот на годината. Брзиот развиток на индустријата и земјоделството бара огромни количества вода. Еден комбинат за производство на целулоза и хартија троши толку вода колку што ќе потрошат жителите на градот Скопје. За рафинирање на 1 тон нафта потребни се 18 тони вода. За топење на 1 тон челик 25 тони вода. За производство на 100 литри пиво 1000, а за производство на 1 тон целулоза 600 тони вода. Нема производ за чија изработка не се троши водата. А водата со ништо не може да се замени, за разлика од скоро секоја суровина и гориво. Водата може да ја замени единствено само вода. Неодамнешните истражувања на Обединетите нации покажаа дека 43 земји веќе немаат доволно вода за пиење. Секојдневно жителите во светот трошат повеќе од 7,5 милијарди тони вода, исто толку колку се тешки сите руди што се копаат во текот на една година. Законите за водите на сите републики и покрајини ја регулирале обврската за заштита на водите од загадување. Познато е дека до нивото на концентрација од 50 жители на 1 квадратен километар и без индустријски активности, по природен пат се прочистува водата од отпадните материи, односно се одржува природната рамнотежа меѓу продукцијата на загадувањето и нивната преработка во природните процеси. Со зголемувањето на бројот на жителите по квадратен километар, со урбанизацијата на населбите и воведување индустријско производство, се зголемуваат количествата на отпадните води, доаѓа до нарушување на природните процеси на самопречистување и со самото тоа до загрозување на природните ресурси на водите и животната околина. Законските мерки предвидуваат ограничување на испуштањето на отпадните води и воведување обврски за нивно пречистување пред да бидат пуштени во водотеците. Меѓутоа, сведоци сме на вистината дека реките и поголемите и помалите се позагадени. Објекти за пречистување на отпадни води не се градат во доволна мера, а поголем е бројот на изградените што не функционираат или не се користат доволно. Отпадните води во Социјалистичка република Македонија се пречистуваат само 14,6%, или од 57 милиони кубни метри отпадна вода се пречистуваат само 7 милиони кубни метри. Подготвувајќи ја емисијава, ние можевме да снимиме направи за пречистување отпадни води само во работната организација Црвена застава од Охрид, додека во другите индустријски организации низ републикава таквите направи не функционираат. Сето тоа доведува до непрекинат процес на деградација на животната околина, а зголемувањето на производството се реализира со големо трошење на природните богатства, кое е во спротивност со интересите за развој на социјалистичкото општество. Ова е единствената станица за пречистување на отпадните загадени индустријски води во Охрид. Се наоѓа во работната организација Херојто Задраговиќ. Друар Коловски, каква е грижата што на овој план ја води вашата организација? Па видите, со изградба на галванизацијата уште пред 15 години,
увидовме потребата од изградба на еден ваков објект и 68-та година е изградена станицата за неутрализација и пречистување на отпадните води. Со обзир да галванизацијата испушта големи количини на отпадни токсични материи, тешки метали, оваа станица ја има улогата на пречистување и доведување на отпадните води во таква состојба да донекаде ги задоволат они барањата на законот за води од 77 година. На кој начин, како се утврдува степенот на пречистеност на водата? Во задниве неколку години, во соработка со Републичкиот хидрометеоролошки завод, секој месечно вршиме анализа на водите, отпадните води, на 3 пункта. На излезот од станицата, на средината во населбата, каде што врви реката Сушиша, и во езерото на влевот на реката Сушишка во Охридското езеро. Утврдено е дека токсичните отпадни материи од нашата галванизација не се појавуваат во Охридското езеро. Приметивме во задно време, дали заради староста на станицата, дека на излезот, на пунктот 1 каде што се земат узорците, водата не е потполно пречистена, онака како што захтева законот, а и да не би дошло често пати до недостатоци кои самата станица ги дава заради својата старост, технолошка старост, воведуваме пречистување со јоноизвенувачи, инвестиција некаде околу 25 нови милиони динари, со што ќе имаме потполно пречистување на водата. Последната фаза предвидуваме да нема отпадна вода, него систем на повратна вода, целокупната отпадна вода да се враќа повторно во процесот на производство, пречистена. Може да се смета дека Југославија е со релативно задоволително богатство со водни ресурси како подрачје. Главниот извор на слатките води е во мрежата на речните текови, чија вкупна должина изнесува 118.371 км и низ кој секоја година во просек протекуваат околу 244 кубни метри вода, од кои околу 129 кубни километри представуваат води што се формираат на територијата на нашата земја, а преостанатото е дотек од другите земји. Водно богатство на Југославија представуваат и околу 250 природни вештачки езера со површина од близу 2000 квадратни километри, од кои некои се вистински природни реткости поради специфичноста на растителниот и животинскиот свет што се развил и живее во нив. Покрај тоа значајни се и резервите на подземните води, кои, иако недоволно проучени, се проценуваат на околу 5 до 7 кубни километри годишно, што изнесува околу 220 до 310 кубни метри по жител во текот на годината. Според овие показатели и сегашниот степен општествено-економскиот развој, се чини дека не би требало да постојат тешкоти со обезбедувањето вода потребна на разните стопански гранки за населението. Сепак, сведоци сме дека во последно време се почесто се среќаваме со проблемите на недостиг на вода или неможноста за нејзино користење според планираните потреби. Таквата состојба главно е последица на повеќе околности. Водните ресурси, просторно и временски, се многу нерамномерно распоредени.
Во влажните и сушните години просечниот однос е често поголем и од 3:1. Покрај тоа, голем број сливови имаат буичен карактер, при што често 70% и повеќе од годишните количества води ќе протечат во кус период за само 2 до 3 месеци, а во сушните периоди протоците на многу реки изнесуваат само неколку проценти од годишниот просек. Покрај ваквата состојба на овие природни ресурси, површинските води поради долготрајното пуштање во нив на непрочистени или недоволно прочистени отпадни води, како и поради многуте други активности на водите, во голем случај не одговараат на поставените барања. Зоран Караманолески, дипломиран инженер-технолог од Републичкиот хидрометеоролошки завод во Скопје. Вашата служба, другар Караманолески, врши систематска контрола на квалитативните и квантитативните својства на површинските води во нашава република. Да ни кажете како е организирана вашата служба, од кога вршите такви испитувања? Според законот за водите, Републичкиот хидрометеоролошки завод во Скопје е задолжен да врши систематска контрола на квалитативните и квантитативните својства на површинските води во Републиката. Оваа своја законска обврска заводот ја организира на следниот начин. Поголемите водотоци во Републиката се опфатени преку мерни места кои се лоцирани низводно од поголемите индустријски и населени центри, со што се опфатени и влијанијата на отпадните индустријски и комунални води. Река Вардар се контролира на 16 мерни места, река Црна на 7 мерни места, река Брегалница на 7 мерни места, природните езера се опфатени сите, Охридското езеро на 5 мерни места, Дојранското езеро на 2 мерни места и Преспанското езеро на 2 мерни места. Од наведените мерни места се земаат узорци на вода за физичко-хемиски анализи, микробиолошки, сапробиолошки и испитување на радиоактивни материи. Значи, се тоа што го рековте досега се е со една цел за испитување на водите во нашава република, па затоа да ни кажете каква е состојбата на загаденоста на водите. Овие испитувања заводот ги има започнато уште во 1964 година и врз основа на досегашните испитувања може да се констатира следното, дека мерните места, односно некои делници од нашите површински водотоци се прекомерно загадени и тоа после индустријските центри. Река Вардар во горниот тек испод градот Тетово, што може да се погледне и од графикот, е оптоварена со органски материи. Органското оптоварување на самата река е знатно повисоко испод градот Скопје и испод Тито Велес, додека во долниот тек ова органско загадување е послабо и на мерното место кај Гевгелија, државната граница, реката ја напушта со втора класа квалитетна вода. Токсичното загадување во горниот тек на реката е слабо, додека е поизразено на мерните места под Тито Велес како резултат на влијанието на отпадните води од индустријата за олово и цинк. До границата ова загадување е нешто послабо и го задржува квалитетот реката од втора класа. Од другите водотоци, река Брегалница е знатно оптоварена со органски материи на профилите Крупиште и Кежовица, како резултат на влијанието на отпадните индустријски комунални води од Кочани и Штип, додека река Црна во средниот тек е оптоварена со органски материи на профилот Скочивир и Новаци, како резултат на влијанието на отпадните води од град Битола. Треба да се истакне дека река Кумановска и река Драгор представуваат канали на отпадна индустријска вода, поготово во летниот период, кога имаме маловодие, тогаш представуваат исклучиво отпадни материи од индустрија и од комуналните објекти. Значи, тоа се незагадени.
Тие се и моментално најзагадените реки. Треба се истакне дека не е потполно црна сликата секаде. Имаме реки каде што се доста чисти, тоа е река Радика, која што не е загадена воопшто. И исто така треба се истакне дека и трите природни езера не се загадени во целост. Постои загадување кое што се јавува на приобалниот појас како резултат на влијанието на отпадните комунални води и во летниот период како резултат на туристичката наезда. Дел од проблематиката со која што се занимаваме во рамките на нашиот одсек се отпадните води од градско население и индустрија. Ние редовно не ги испитуваме отпадните води, туку повремено, према барања на интересенти, вршиме анализирање на нивните отпадни води. Колку градот Скопје врши загадување на реката Вардар преку градската канализација, имавме можност да видиме со минатогодишното испитување кое што го вршевме на градската канализација по потребата заради потребите на работната организација Комуналец за изготвување на проект на пречистителна станица. Испитувањата беа вршени во два периода од по 4 дена, при што се вршеше деноноќно детални испитувања на двата колектора, кои што одведуваат не само отпадна вода од градско население, туку и отпадна вода од индустријски објекти, кои во поголем процент се врзани на левиот колектор. Исто така дел од атмосферска вода која што се слева низ улиците. Испитувањата беа усмерени врз испитување на кислородниот режим, кој е карактеристичен за овие отпадни води, заради тоа што тие повеќе се карактеризираат со органско загадување. Тие фактички во себе содржат големо количество на органска маса и механички примеси, кои што потоа со исфрлање во реципиентот, конкретно реката Вардар, подлежат на биоразградба и настанува трулеж на органската маса. На диаграмот може да се види биохемиската потрошувачка, каква е незината промена во текот на 24 часа. Овдека се представени веќе 3 периода. Овие две линии ја представуваат, како што рековме, биохемиската потрошувачка, при што горната линија ја представува биохемиската потрошувачка за 5 дена за неисталожена проба, а долната линија ја представува промената на биохемиската потрошувачка за двочасовна исталожена проба. Многу јасно може да се уочи од диаграмот колкави се разликите помеѓу максимумите на биохемиската потрошувачка за 5 дена на неисталожена проба и двочасовна исталожена проба. Тоа представува некаде разлика од околу 70% помала биохемиска потрошувачка на кислород, што значи и помало оптеретување на реципиентот со органска маса. Тоа значи дека тоа укажува од потребата на проект на прочистителна станица која што е доволно да прави макар само механичко третирање на отпадната вода. А знаеме дека потребно може да се прави хемиско третирање, биохемиско третирање на отпадната вода, што значи во тој случај многу помалку би ги загадувале реките. Лилјана Деспотова, дипломиран биолог овде во Хидрометеоролошкиот завод во Скопје, се занимава со биолошкото испитување на квалитетот на водите. Другарке Деспотова, како загадувањето на водата се манифестира врз живиот свет? Загадувањето врз живиот свет се манифестира на тој начин што внесувајќи отпадни материи и други загадувачи ја пореметуваат еколошката равнотежа во акватичната средина, на тој што предизвикува низа хемиски промени во средината, најнапред предизвикани промени во недостаток на кислород или пореметување во однос на подлогата за која се прицврстени организмите што живеат или намалувајќи прозирноста на водата и низа еколошки фактори
кои се основни за опстанок на живиот свет во водата. Врз база на што вршите биолошки процени на квалитетот на водата? Биолошки процени на квалитетот на водата вршиме врз основа на организми индикатори. Тоа се организми кои живеат во одреден квалитет на вода. Така постојат група од 4 групи на организми индикатори. Индикатори за многу загадени води, индикатори за незагадени води, така наречени олигосапробни организми, додека првите што ги спомнав за многу загадени полисапробни организми. И една трета група мезосапробни или индикатори за средно загадени води. Во оваа трета група се дели уште на две подгрупи, така наречени умерено загадени индикатори на умерено загадени води, бета-мезосапробни организми и за посилно загадени води, алфа-мезосапробни организми. Врз основа на присуството на овие организми индикатори вршиме проценување на квалитетот на водата по одредени методи на работа. Да бидеме сега малку по-конкретни, каков е квалитетот на нашите води врз основа на вашите биолошки анализи? Квалитетот на нашите води врз основа на овие анализи можеме да кажеме дека е загрижувачки. Загрижувачки за тоа што се повеќе и повеќе нашите води попримаат карактер на канали, реципиенти, каде што се вливаат многу отпадни води, а со тоа се пореметува живиот свет во нив. Така, например, реката Вардар, која зафаќа 80% од сливот на Македонија, е најоптеретена река. Во неја се вливаат многу отпадни води од повеќе градови по целиот нејзин ток, а исто така и реки кои се вливаат веќе носат со себе загадени води. И како тоа се одразува на живиот свет во реките? Например, загадувањето е многу манифестирано после градовите. Како најголем индустријски центар во Републиката и Скопје, со својата индустрија и со своите комунални отпадни води влијае многу негативно на живиот свет. Така, после градот Скопје имаме такво драстично намалување на живите организми што се застапени во реката Вардар, просто да тој дефицит на организми во бенталната фауна изнесува некогаш и до 80%. Во другите реки на Македонија исто така се појавуваат овие загадување и се манифестира негативно. Такви реки во Македонија се реката Црна и Брегалница, кои после градовите Битола, после градот Штип, па исто така градот Куманово во Кумановска река представуваат едни големи загадувачи. Покрај тоа што влијае негативно на микро живиот свет, влијае и на макро живиот свет, кои се значајни за човекот, за човековата исхрана, например рибите, некогашните реки кои представува рекреационни подрачја за човекот во областа на рибарството, сега се повеќе и повеќе не се тоа. Такви може само веќе да се набројат мал број на реки во Македонија, например Радика и Треска и некои помали рекички и потоци. Само за нив можеме да кажеме дека во споредба со овие загадени дека се богати со она рибна фауна кој некогаш и Вардар ја поседува. Се наоѓаме во Природонаучниот музеј на Македонија. Разговараме со другарот Ристо Грубче, кустос советник при овој музеј. Другар Грубче, да ни кажете, какви промени настанале во поглед на животинскиот свет, поточно промени кај рибите во реката Вардар? Реката Вардар доживува драстични промени. Уште пред 20 години таа беше чиста река и во текот на целата должина имаше доста голем број на видови риби. Меѓутоа, последните години, заради зголемување на градовите, заради развитокот на индустријата во нив, реката Вардар е загадена до таа мера да поголем број на видови риби се проредени
или на ними им прети опасност од исчезнување. Ево за пример да ја видиме перкијата. Перкијата порано се среќаваше скоро во целиот тек на реката Вардар некаде до Скопје. Денеска ја нема по целата должина. Исто е случај со ова мало рибче кое е познато во народот под името вретенар. Таа беше чест становник во близината на Скопје. Денеска ја нема дури и во горниот тек на реката Вардар. Истиот случај и со црвеноперките. Црвеноперките порано беа становници на Катлановското блато и на долниот тек на реката Вардар. Денеска нив ги среќаваме само во Дојранското езеро. Исто така случајот е и со ова мало рибче, позната под името писа, која се среќава денеска само во Дојранското езеро, а во реката Вардар скоро е нема. Да ги наброиме уште и малото рибче мергур, кој живее во реката Вардар, а денеска го среќаваме само во Дојранското езеро. Меѓутоа, во реката Вардар веќе сосема го нема. Јас би сакал да скренам внимание на това дека реката Вардар, како воден систем, во која живеа поголем број на видови риби, денеска е сосема изменета. Измените се нарочно настанати заради тоа што реката Вардар ги изгуби главните снабдевалишта со подмнодок, а тоа се блатата на Црна и Катлановското блато. И едното и другото блато денеска се сосема исушени и реката Вардар нема можност да го обновува својот подмнодок заради тоа што во нив веќе нема мрест, нема подмнодок. Затоа јас мислам дека овие промени што се настанати во системот на реката Вардар ќе имат далекосежно негативно влијание и веројатно ако продолжи ваквиот тренд во наредните години ќе имаме исчезнување на уште други бројни видови на риби. Сега во реката Вардар го среќаваме се уште во проредени количини шаранот, го среќаваме сомот, го среќаваме бојникот, го среќаваме кленот и мрената. Меѓутоа, ако продолжи ваквиот тренд, јас длабоко верувам дека и нив ќе ги означиме како исчезнати или проредени видови риби. Од спортските риболовци често слушаме дека во реката Вардар може да се најдат и некои нови видови риби. Кои се тие и какви се нивните особини во поглед на староседелците, така да речеме? Точно е тоа. Во реката Вардар се јавува во последно време рибата наречена сончарка. Таа е донесена со шареновиот подмнодок и во рибарска смисла на зборот представува коров. Нема никакво стопанско значење и ги истиснува сите други видови риби кои се од поголема корист за стопанскиот и нестопанскиот риболов во реката Вардар. Реката Струмица и Моноспителското блато се најинтересен пример за настанатите промени во фауната на рибите на Македонија. Со исушувањето на Моноспителското блато настанаа бројни видови на риби што порано екзистираа во него. Перкијата, писата, црвеноперката, бојникот, линишот и некои други видови веќе не може да се сретнат во долината на реката Струмица. Иако е тоа мала река, што е долга од прилike 20 на километри и се влива во реката Струма во Бугарија, сепак во неја се настанат и толку драстични промени да можеме да кажеме дека овие видови што порано екзистирале во Моноспителското блато, денес сосема ги нема. Реката Струмица е останата само со кленот, со попадиката, со мрената, со и некои ситни видови риби што порано се среќавале во незе. Какви промени во составот на фауната на птиците се јавува во последниве години? Секако и фауната на птиците доживува драстични промени. Нарочно заради тоа што настанаа промени со исушувањето на блатата. Како што порано рековме, блатото на Црна, Катлановското блато, Моноспителското блато, блатото околу Струга и некои други. Овој проблем има поголеми димензии и пошироко значење заради тоа што со мелиорацијата и со хидротехничките зафати што се направени на повеќе објекти во Македонија, изменети се елементарните услови на животот на птиците. Во блатата представува голем број на блатни птици. Карактеристични се од нив различни видови чапли, потоа водениот бик, еите и некои други видови на птици. Меѓутоа, со нарушувањето на овие услови на живење, тие видови исчезнаа
И денеска можеме со право да кажеме дека фауната на птиците на Македонија е осиромашена за голем број на видови. И јас посебно би сакал да се задржам на орлите како на карактеристични видови птици кои порано ја красеа Македонија, а денеска ги има се помало и помало. Станува збор за орелот рибар, белоопак, големиот рибар кој во Македонија го имаше во голем број примероци, меѓутоа сега е до таа мера прореден да не можеме да зборуваме за неговото присуство. Исти е случајот и со црноглавиот мршојат, кој порано беше многу чест, денеска е веќе сосема прореден. Големиот брадест орел, символ на големината на орлите во Македонија, денеска е до таа мера прореден да можеме слободно да кажеме дека е тој пред исчезнување. Сочувани се само неколку парови во падините на планината, на Шар планина и на некои други локалитети во Македонија. Меѓутоа, и насекаде добро познатиот белоглав мршојадец, кој беше многу чест во сите делови на Македонија, денеска се задржува само на некои места и тоа во близината на Демиркапија, каде што се уште го среќаваме во поединачни примероци, каде што гнезди. Сметам дека на овој начин е доведена во прашање фауната на птиците на Македонија со тоа што веќе некои видови кои беа чести гости во нашата фауна, денеска ги нема. Ги спомнавте блатата со исушувањето, посебно големи промени тука настана со птиците преселници. Па какви се последиците од тоа? Блатата се познати како места во кои се задржуваат голем број на видови птици за време на нивното преселување од север кон југ, односно од југ кон север. Со исушувањето на овие блата, тие така наречени птичји аеродроми денеска се исчезнати и со тоа веќе се изгубени можностите за задржување на овие видови на птици. И јас верувам дека овој проблем има поголеми последици и заради тоа што веќе е оневозможена на овој начин циркулацијата на птиците од север кон југ и од југ кон север. Штети на овој начин се јавуваат не само кај птиците, него се јавуваат и во ловното стопанство, заради тоа што голем број на овие видови од преселните птици се значајни за ловното стопанство, меѓутоа денеска веќе ними сосема ги нема. Што е предвидено со новиот закон за заштита на водите? Со новиот закон за заштита на водите од загадување предвидено е да се води и устројува катастар на загадувачите. Целта на овој катастар е да се регистрира сите загадувачи во Републиката, кои што вршат загадување на водотеците, а потоа да се отвори комплетна документација за овие загадувачи за потребите на различити интересенти, за водостопанство, водостопанската инспекција, здравствената служба и за сите оние на кои им е потребна помош во оваа област. А за заштита на водите од загадување потребно е пред се да се превземат мерки во смисол да сите индустријски и комунални отпадни води се пречистат до оној степен да не вршат загадување на самиот водоток. Овие мерки се едни од најскапите и тешко можат работните организации, индустријските објекти да ги поднесат, па затоа и тешко се извршуваат. Во летниот период, како мерка за заштита на водите од загадување, што често и се практикува, се испуштаат свежи води од акумулациите за да се разблажат отпадните материи кои што се внесуваат во самите водотоци, да би водотокот ја задржал на категорија која што има. Сегашните пристапи кон проблематиката за заштита на човековата животна околина, особено за чиста и бистра вода, се карактеризираат со едностраност, недоволна комплексност, а може да се рече дури и со површност. Ова може да се објасни
но не и да се оправда, поради недоволното познавање на релативно новата научна област, во која штотуку се формираат научните сознанија и се добиваат првите искуства. Понатаму се јавува отпор поради решенијата што се нудат за оваа проблематика, а кои ограничуваат, насочуваат, регулираат низа човечки дејности, кои досега се развивале во полн степен на слобода, неконтролирано. Социјалистичка република Македонија е на прво место во земјата по просторот, што е ставен под заштита на општествената заедница, 6,4% од вкупните површини, наспроти југословенскиот просек кој изнесува само 2,2%. Поради своите исклучителни вредности како природен феномен, со одлука на Извршното биро на Меѓународниот комитет на светското културно и природно наследство во 1979 година, Охридското езеро е внесено во регистарот на светските природни реткости и на тој начин е ставено под заштита на УНЕСКО. Институтот за просторно планирање од Охрид во соработка со повеќе организации и институции од Југославија и Македонија го започна големиот потфат за чисто и бистро Охридско езеро за изградба на систем за заштита на езерото од отпадни загадени води. Во декларацијата на Стокхолмската конференција за заштита на човековата природна околина е и следнава прокламација. Во историјата е дојдено до точката на која мораме своите акции повнимателно да ги утврдуваме низ целиот свет, имајќи ги наум нивните последици по околината. Поради незнаење или рамнодушност, можат да и се направат огромни непоправливи штети на земјината околина, од која зависи нашиот живот и благосостојба. И обратно, со наполното знаење и мудра акција, можеме за себе и за своето потомство да обезбедиме подобар живот во околината, која повеќе ќе им одговара на потребите и надежта на луѓето. Постојат големи перспективи за подобрување на околината и создавање материјални богатства за подобар живот. За да се постигне слобода во светот на природата, човекот мора да го искористи знаењето во соработка со природата, да изгради подобра околина. Одбраната и подобрувањето на човековата околина за сегашните и идни генерации стана императив на цел на човештвото. Цел за која мораме да настојуваме заедно и во сообразност со постојните и основни цели на мирот и вкупниот економски и социјален развиток.